На денешен ден, 3 април, 1367 година, роден е англискиот крал Хенри Болингборг, познат како Хенри IV, основач на Ланкастерската династија. На престолот дојде во 1399 година, исфрлајќи го Ричард II, кој во 1400 година под мистериозни околности умре во заложништво во замокот Понтефракт. Во текот на владеењето до смртта во 1413 година, Хенри IV ги задуши силните бунтови на велшаните и приврзаниците на Ричард II. 1512 година, турскиот султан Бајазид II абдицира во корист на синот Селим I. 1789 година, прославениот војсководец Џорџ Вашингтон положи заклетва и така стана прв претседател на САД, новата држава на северноамериканскиот континент. 1924 година, роден е американскиот актер Марлон Брандо, кој кариерата ја почна во театрите на Бродвеј, но светската слава му ја донесоа филмските улоги на младите гневни луѓе во 50-тите години на 20-тиот век. Награден е со Оскар за главната улога во филмот На пристаништата на Њујорк во 1973 година. Тој одби да го прими Оскарот за главната улога филмот Кум, протестирајќи против политиката на владата на САД кон индијанците. Играше во филмовите Трамвајот наречен желба, Јулиј Цезар, Млади лавови, Едноокиот Џек, Бунтот на бродот Баунти, Грофицата од Хонконг, Последното танго во Париз, Апокалипса сега и други. 1975 година, рускиот велемајстор Анатолиј Карпов стана 12-ти светски првак во шах, откако до тогашниот првак, американскиот велемајстор Боби Фишер, демонстративно ги одби условите на меѓународната шаховска организација за средба за светската титула. Фишер потоа ја напушти шаховската сцена и привремено се врати дури во 1992 година. 1991 година умре англискиот писател Греам Грин, суптилен аналитичар на психата. Негови дела се романите Брајтонска карпа, Мок и слава, Суштината на работите, Кралот на љубовта, Комедијанти, Монсиньор Кихот, Доктор Фишер од Женева, Министерство за страв, Третиот човек, мемоарите Некој вид живот, начини на бегства, драми, есеи и патописи. 2008 година, кипарските грци и турци ги отстранија барикадите и ја отвоија улицата Ледра во Никозија, која со децении ги одвојуваше етничките заедници и беше символ на повеќегодишна подвоеност на Кипар. На церемонијата на отварањето на 80 метри долгата улица присуствуваа представници на Обединетите нации во Кипар, како и лидерите на кипарските грци и турци. Кипар беше поделен во 1974 година по инвазијата на турската војска на север од островот со цел да спречи припојување на Кипар кон Грција. 2008 година Хашкиот трибунал го ослободи од обвинението за злосторство против човештвото и кршење на законите во војна Рамуш Харадинај, еден од командантите на ОВК. Судскиот совет оцени дека Харадинај не е виновен по ниедна точка на обвинението.